Обиколката на слободен печат низ културните институции продолжува. Овој пат застанавме во Македонскиот народен театар. Овде сме да ја одбележиме 2024 година, односно да дознаеме која беше најгледаната представа на сцената на МНТ, колку билети се продадоа, дали имаше доволно публика, дали имаше повеќе публика од минатата година. За таа прилика чест и задоволство ми е што во продолжение ќе зборувам со Никола Кимовски, ВД директор на МНТ. Ви благодарам што ја прифативте поканата да зборувате за Слободен печат. Пред се да ви се заблагодарам од името на Македонскиот народен театар, што вашиот медиум ни пружи особена чест да бидеме дел од вашата програма. Кимовски, колку проекти беа реализирани во 2024? За почетокот сакам да кажам дека сум многу горд во која насока се движи Македонскиот народен театар, бидејќи од моето назначување во месец јули до ден денес Македонскиот народен театар успеа да реализира 6 проекти на кои што сме особено горди. Пред се заради самиот факт што ги реализиравме во однос на толку кратко време, од месец јули до крај на годината веќе на 2024 година. Самиот период го наложи тоа, избори, промена на власт и сите промени кои што настана во однос на целата политичка ситуација, така да некои од проектите беа во, да кажам, на некоја мртва точка, така што успеавме да ги оживееме и да ги реализираме во најдобар можен ред. Затоа морам да им се заблагодарам на сите вработени во Македонскиот народен театар, на актерите пред се, на режисерите кои што помогна во реализација на тие проекти, на нашата техника, на администрацијата и на сите вработени во Македонскиот народен театар, како и на гостите хонорарци кои што ги имаме во нашиот театар. Започнавме многу, да кажам, во засилено темпо со новитет во Македонскиот народен театар, кој што претходно го немаше, а тоа е реализирање на летната сцена на платото према реката Вардар, на нашата тераса, која што немаше претходно функција во склоп на самиот Македонски народен театар. Тоа го направивме од сопствени средства и успеавме да донесеме млади музички артисти, театарски представи, наши гостувања од останатите театри во Република Македонија, каде што можам да кажам дека сме многу задоволни во однос на посетеноста, бидејќи е сепак прв проект и изненадување и за самата публика која што реагираше во голем број. Од сите настани да сумираме дека и на крајот нашите бројки говорат дека таа летна сцена Славиша Каевски во име на нашиот прерано починат колега и голем актер достигна посетеност од 8000 посетители. Така започнавме целата сезона. Потоа следуваат два копродукцијски проекти. Првиот проект е Бели ноќи во режија на Звездана Ангеловска на малата сцена, тој е копродукцијски проект. Вториот проект беше представата во режија на Нина Николич, Марта Вирина, тоа е праизведба на која што сме особено горди во праизведба во текст на Драгана Лукан. Тоа беа два копродукцијски проекти, потоа следеше проектот 12 во режија на Синиша Евтимов, каде што успеавме заедно со мојот почитуван колега и драг пријател, режисер кој долги години е присутен на сцената на Македонскиот народен театар и според мене е еден од најуспешните македонски режисери, Синиша Евтимов, да реализираме еден проект во кој што ќе земат учество најдобрите актери. Нескромно ќе звучам, но ќе кажам во едни од најдобрите актери во регионот, според мене. Нема да ги затворам во овие граници, бидејќи станува збор за таква величина награди на актери кои што има добиено многу бројни награди, светски признати актерски награди, како и награди од типот на Војдан Чарнодрински за најдобра улога, на Битев и на познати меѓународни фестивали, така да успеавме да ги собереме
најголемите театарски имења во еден проект кој што одеше безпрекорно добро. Имаше една атмосфера која што би сакал и би посакувал секој режисер, актер или соработник кој што работи во некој театарски проект да има. Тоа беше една како да кажам актерска во наводници борба за проектот да биде најдобро што може, во најдобро издание. Актерите си помагаа меѓусебно на пробите и дојдовме до еден фантастичен резултат во еден проект кој што не само во нашата држава, туку во сите гостување кои што ги има во регионот, бидејќи Македонскиот народен театар случи меморандум за соработки со сите околни театри во регионот. Честитам за тоа. Благодарам. Така да реакциите се проширени веќе не само во кај нашата публика, која што реагира на тој начин, бидејќи нема карта за таа представа, веќе картите се распродадени до месец мај. И сме многу горди на тоа, бидејќи нашата публика, не смееме да ја потценуваме. Нашата публика знае што е добар проект, нашата публика знае кои се добри актери и не наградува со тоа што имаме фантастична продажба на билетите. Се случило ли до сега за некоја друга представа да има продажба однапред неколку месеци? Па видете, имало да, но јас по моето назначување сакав да го сменам системот на продажба на билетите. Во однос на тоа што кога ќе се објави првата проба, да се пуштат картите за продажба и за самата премиера. И со првите фотографии кои што ги објавивме од првата проба за процесот 12, настана еден таков бум и имаше буквално од првите фотографии звонеа телефоните кога може да се дојде до билет и кога може да публиката да дојде до билет и да си обезбеди карта за премиерата и за наредните изведби. Така да, тоа се воспостави како нов систем и тоа важи не само за 12 представата, туку и за сите останати проекти. Така да, со тој бран се внесе една нова енергија во Македонскиот народен театар со овие 3 премиери. Потоа дојде следниот проект, тоа е Замисли нов свет во режија на Нела Витошевиќ. Еден копродукцијски проект на кој што сум особено горд бидејќи таму Министерството за култура не зема учество и затоа сакам и да ги охрабрам и другите директори на останатите институции, бидејќи не треба само да се наслонуваат на државниот приход или на буџетот од државата, и треба да ги засукаат ракавите и да бараат спонзори или евентуални копродукцијски проекти каде што покровители важни кои што би учествувале во реализација на програмата на театарот. Така да тука се вклучија многу наши партнери и соработници. Идејата е на Телеком за Замисли нов свет од колаж на драмите на нашиот познат ценет професор, драматург, истакнат, како да кажам, деец, културен, еден од највпечатливите имења за културниот живот во Македонија и воопшто, Горан Стефановски. Режисерката Нела Витошевиќ, која што исто така особено ја ценам нејзиниот модерен и современ израз, овдека дојде до една, како да кажам, висока уметничка точка или нејзиниот израз, можам да кажам дека во овој проект е ставен печат или дојден до кулминација или се нејзините најдобри денови, така да имам многу високо мислење за нејзината естетика, за еден современ тип на театар кој што е во на исто рамниште со најзначајните театарски куќи во Европа. Значи тоа беше четвртиот проект, петиот, тоест летната сцена која што реализира Славиша Каевски.
Исто така помина во безпрекорно. И самиот процес таму имавме проблем бидејќи сите останати актери кои што учествуваа на претходните проекти беа зафатени и моравме да внесеме и како да кажам соработници од останатите театри. Повеќето актери ни се гости од Драмскиот театар. Исто така и внесовме млади актери, кои што мислам дека местото им е во Македонскиот народен театар и ќе вложам особени напори да можам да ги внесам во нашиот дом, така да се изразам, и во еднината на функционирањето на овој театар. Во моментов се работат уште два нови проекти, значи тоа се 6 и 7 проект. Извинете со бројкиве, бидејќи се премногу па да не ми се налоти некој во однос на бројките, но навистина работиме напорно. Тоа се имаме утре премиера на Бог на колежот во режија на Весна Петрушевска, каде што играат Наталија Теодосиевска, Дарија Ризова, Ѓорѓи Улевски и Мони Дамевски. И паралелно се работи на седмиот проект, тоа е Евон Савин, познатиот Евон Савин, српски режисер и професор, познато име на театарската сцена во регионот, кој што ја работи представата Народен пратеник, чија премиера ќе биде на 26 јануари во наредната 2025 година, така ќе стартуваме новата сезона во 2025 година во која што имаме значаен јубилеј, а тоа е 80 години Македонски народен театар, значи од формирањето на 3 април 1945 година. Наредната 2025 година одбележуваме 80 години од постоењето на овој театар. Набројавте навистина многу значајни настани кои што се случија на вашата сцена. Можеме ли да одвоиме еден? Можеме ли да кажеме, сега не знам дали да предпоставам дека представата 12 ја одбележа сезоната во однос на 2024 година или не? Еве да ве чуеме вас, што ја одбележа 2024 година во однос на МНТ? Видете, тоа е, како да кажам, од позиција на директор на овој театар е неблагодарно да се каже, бидејќи секој проект си има своје значење. Зошто, например, еве хронолошки да тргнеме, представата на Белинот во режија на Звездана Ангеловска има бравурозна режија од страна на Звездана Ангеловска. Ана Јовановска и Григор Јовановски се фантастични. Представата е камерна на малата сцена во однос на Марта Вирин, имаме произведно на македонски текст, на современа, модерна верзија. Доколку ја прашуваме публиката, можеби тоа ќе каже дека е представата 12 во однос на продажбата на билети. Но исто така многу значаен проект, бидејќи статистички гледано, јас како продуцент многу ме интересираат бројки и статистики, сите тие актери се нема собрано на исто место или на иста маса како што е во самата представа. Така да тоа е, како да кажам, што би се рекло once in a lifetime, или се надевам дека ќе се случи повторно и ќе бидат сите здрави и живи, како што беа полни со енергија и со театарска страст во овој проект, дека ќе бидат повторно, но знаеме и сите дека доколку би било нешто што се повторува, дај Боже да се случи уште еден таков успешен проект. Така да, еве имаме колач на Горан Стефановски во проектот на Замисли нов свет и тоа што не го кажав е само финансирачки проект, што е многу важно, што една голема компанија гигант влегува во театарот, да го финансира во целост. Исто така проектот на Иван Савин, Весна Петрушевска, која што ни е многу драга. Умешно го одговоривте прашањето, не можете да одвоите очигледно. Не можам да одвоиме ни благодарам, бидејќи секој од публиката се наоѓа, бидејќи исто така се разбира дека тоа не е дел од работата да ја следиме публиката, секој си има своје мислење за одредени представи. На некого повеќе му се допаѓа една представа или еден стил, но генерално работите се движат во многу добра насока, на која што сум особено горд.
Летната сцена собра околу 8000 луѓе, како што споменавте. Генерално, има ли некаква статистика за тоа колку билети се продадоа во 2024 година, колку луѓе поминаа овде низ СМН-то? Видете, за тоа уште работиме на завршениот извештај. Заради тоа не би прогнозирал со бројки, бидејќи уште не е завршена тековната година. Затоа би бил предпазлив во однос на бројките. Тоа што можам да го кажам во овој момент, во однос на статистиката, е дека за ланската година или ланската сезона во целата година се продадени 49.000, скоро 50.000 билети. А од моето назначување, значи до сега се продадени 54.600 билети, што значи продажбата не е зголемена за голем процент. Пред 4 месеци со колегата Антони Димков разговаравте за Слободен печат и тогаш на самите почетоци од вашето назначување споменавте дека ќе го вратите сјајот и престижот на МНТ. Што се подразбира под тоа? Што недостасува во МНТ и што е тоа што ќе го вратите? Па, буквално се ова што го говорев до сега. Значи, јас театарот пред се го замислувам на театар со отворени врати секојдневно. Значи, што значи тоа во однос на копродукции, во однос на млади актерски имиња, во однос на нови летни сцени, во однос на не само нови летни сцени, на отварање и развивање на малата сцена, која што мислам дека не е искористена во полн потенцијал, што значи отварање на вратите за независната култура, привлекување на покровители на овој театар, спонзори кои што ќе застанат позади овој театар, враќање на целосниот актерско-технички потенцијал на овој театар, бидејќи мислам дека буквално секој кој што е вработен во овој театар може да допринесе за враќање на сјајот на овој театар. Јас никогаш не го гледам овој театар од призмата на себе си или како директор или менаџер на овој театар, како Никола Кимовски, туку употребување на целосниот капацитет на овој театар, актерско, технички, административен, и затоа мислам дека овој театар доправа има уште многу да покаже. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас на поканата.